А денешниот утрински поздрав го испраќаме од Водно, каде што се наоѓа младинскиот центар Сакам да знам на Асоциацијата Хера. Токму овде изминатата недела се случуваше бесплатното тестирање за ХИВ и сексуални инфекции, а тоа е всушност и нашиот повод за денешниот разговор со Оливера Стојковска, програмска раководителка од оваа асоциација. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата за овој разговор. Кажете ни за почеток зошто е важна оваа акција за тестирање и каков беше интересот на младите за истата. Добро утро, ви благодарам на поканата. Минатата недела, од 1 до 5 јуни, спроведовме недела на тестирање за ХИВ и сексуално преносливи инфекции во нашиот младински центар Сакам да знам на Водно, при што правевме тестирање за ХИВ и сексуално преносливи инфекции како дел од Европската недела за ХИВ тестирање, кон кое што Хера секоја година се приклучува. Интересот на вистина беше добар, особено помеѓу помладата популација, која што дојде не само да се тестира, туку и да се советува и да добие точни проверени информации за своето сексуално и репродуктивно здравје. Особено ни е значајно што преку ваквите акции успеваме да стигнеме и до лицата кои што досега никогаш не направиле тест за ХИВ и ова е, да речам, ни прв контакт до услугите за тестирање за ХИВ и сексуално преносливи инфекции, што особено не радува. Редовното тестирање е исклучително важно затоа што ХИВ и многу други сексуално преносливи инфекции може долго време да поминат без симптоми, а тоа значи дека едно лице може да го има вирусот или инфекција, а да не знае за тоа, едноставно да живее со тоа. Затоа навременото тестирање, навременото откривање, раното откривање и навременото вклучување во терапија, во антиретровирусна терапија е исклучително важно, затоа што антиретровирусната терапија која што денес е достапна во нашата земја им овозможува на лицата да имаат долг, квалитетен живот, затоа што лицето кое што редовно ја прима терапијата има постигнат недетектибилен вирусен товар, не може да го пренесе понатаму вирусот. А што кога едно лице ќе добие позитивен резултат на самото тестирање, каква поддршка добива од ваша страна? Така, поддршката со добивање на позитивен резултат не завршува. Во суштина, тука и започнува и најважниот дел. Само да напоменам дека советувањето и тестирањето во нашите младински центри го спроведуваат обучен тим на професионалци за ХИВ советување и тестирање. И во суштина, во тој момент кога лицето ќе добие позитивен резултат, најпрво му обезбедуваме советување, посттест советување, психосоцијална поддршка и секако поврзување со здравствениот систем. Тоа значи дека лицето го упатуваме и поврзуваме со Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, каде што понатаму треба да се направат дополнителни тестирања, за да може лицето што поскоро да се вклучи на антиретровирусна терапија. Настрана од оваа поддршка која што ја обезбедува граѓанскиот сектор, дали постои некоја стигма, предрасуди или можеби дискриминација кон лицата кои што живеат со ХИВ во нашето општество? Стигмата постои во пошироката јавност, каде што се уште се присутни бројни митови и погрешни верувања, особено за начинот на пренос на ХИВ, и токму затоа многу луѓе се плашат да се тестираат и да побараат поддршка. Меѓутоа, она што повеќе загрижува е тоа што се уште постои стигма и кај здравствените работници. Се уште може да слушнеме искуство од лица кои што живеат со ХИВ на несоодветен третман, осуда од страна на здравствените работници, а токму тие треба да бидат изворот на поддршка и доверба. Со оглед на тоа дека години наназад ги следите овие прашања, кои се најчестите дезинформации или заблуди поврзани со оваа тема? Една од најчестите заблуди е дека ХИВ е нешто што им се случува на другите луѓе. Во суштина, секој што е сексуално активен треба да биде информиран и за ризиците и за начините на заштита. Меѓутоа, се уште слушаме и митови дека ХИВ може да се пренесе преку ракување, преку прегратка, бакнување, користење на ист тоалет, ист прибор за јадење, што тоа едноставно не е точно. Понатаму, друга честа заблуда е дека некој ако изгледа здраво, тогаш сигурно нема ХИВ. Како што кажав и пред малку, едно лице може да го има вирусот, меѓутоа со години да нема симптоми, затоа е многу важно да навремено и редовно се тестира.
Исто така постои погрешно верување дека ХИВ е смртна пресуда. Како што напоменав, денес има антиретровирусна терапија, која што лицето доколку редовно ја прима, има недетектибилен вирусен товар и понатаму вирусот не може да го пренесе, а од друга страна може да има долг, квалитетен и здрав живот, при тоа да работи, да има партнер и да основа семејство. Оливера, ви благодарам за одвоеното време, а колеги, ние овде го заокружуваме нашето вклучување, односно овој утрински разговор со кој верувам дека направивме своевиден чекор напред кон зголемување на свеста за важноста на ваквото тестирање.